Zilopman gideceğim balık kandı. Hastanın sesini koyacağım. Јас сум Асан Реджеп, живеам под Кале. Имам деца, 9 деца. Со све фамилија зетови 25 члена сум. Па јас живеам со цела фамилија, значи во едно место живеам. На едно место само бараците посебни се. Значи бараците тука, све блиско ми се децата мои. И за тоа, јас сум без дом, 9, може 20 години живеам вака по улици. Ја бев у дом, да, од малено бев од 10 години бев у дом, зашто мајка ми умреше, татко ми умря. Понелете ништо не ми дадоа, значи ни стан, ни овој ништо не ми дадоа. Значи така како што си бегав, така останав јас по улица. Се оженив, имам семејство. Тоа е. Нема насело кај нас, тоа насело видите какво е. Не се живе, со бараци живееме. Проблемите доаѓаат, не решават, не прават. Не остат да живееме како што треба, да ни дадат некој семејство, да имаме куќа, како другите, така да живееме и ние. Нашите деца прелеви, како што гледавте, све голи, боси. Струја земаме од бандерите што кога доаѓаат на вечер, доаѓаат, тогаш имаме струја ние. Значи денски вака, нашите деца не може да гледат ништо да гледат. Само на вечер. Вода една пумпа имаме. За пиење, за мине, све тоа. Во зима исто тоа, исто го работиме тоа, што го работиме, денеска тоа нема друго. Грееме со ќумбетина, кај што наоѓаме пластика, мори, ќе најдеме дрва, горим, кондурчина, тоа. Изолација нема што изолација, ако имаш пари ќе купиш, ќе ја наместиш кој ова барака, тако не, како што гледавте, значи све од најлони биле. Да, ни јас, ни жената не сме работени, ни мои деца не се школувани. Како може да ги носам деца во школа кога прво немаме превоз? Не се облечени, голи се, немат прибори, немат. Како ќе ги носиме? Па ние цел ден значи работиме со шишината. Со шишината работиме цел ден, јас со жената стануваме у 6, 6:30, пиеме кафето и тргнуваме. Па како да кажам, тече кога значи врне, не одиме на работа. Кога вака убаво сонце времето, одиме. Собираме 4 сата, една вреќа донесувам. Па најмалце ден и по 2 вреќи највише. Ако имаш ишна, ако нема, значи нема ни 2 да пуниш, 1,5 ќе напуниш. Па 270 на вреќа. Доаѓа камион и ни ги земува, со камионот ни ги земува. Сегде одиме, нема кај што не одиме, сегде одиме. Карпуш, Лисиче, одиме, сегде одиме, значи. Аеродром, тоа, значи, дока најдеш да пуниш вреќата. Порано собрав, пред да собрав шишината, работа уште во Македонија. 15 кога се оженив, кога немав деца, 1-2 имав ли. Тогаш работа уште во Македонија. После, кога немаше обидна прифризација, беше тоа прифатно да се работи. И од Скичково, таму почнав да собрам со мојата жена шишина да собирам. Значи друга наша работа нема. Абе, бара, вама нема за нас работа. Нема, кој ќе ти даде работа? Па не зашто школување, него нема работа, кој ќе ти даде работа тоа? Од бiro отидовме таму, ќе ти дадеме работа, ќе дадеме, нема ништо работа. Абе, не може тоа да се храни со тоа, со 2 вреќи да се храни. Значи, пак немаме тоа могуćност да се храниме. Сваќате, немаме тоа могуćност. Колку едно пачлет да искочи да јадеме со нашите деца. Тоа е. Социјални ми го кина. Тој 2 години или 3 години како ми го скичено. А од државата не примам ништо јас. Никој. Не, децата ми социјално земува, а 2 ќерки имам храни мајке што земат. И едниот
Да, тоа е, другиот не зема социјално. Исто со ова со шишината работат. Како што работам јас и тие работат. Апецирав за стан 4 години, го немам станот. Денеска утре вика ќе видиме. Ќе имаме седница, кога имаме седница ќе се јавиме за станот. Дојдова комисија од социјално, значи дојдова од влада дојдова и ништо. Значи апецирав се за станот. Уште го нема. Па кај ќе одиме? Ништо. Ни на земја, ни на небо не сме. Та пак тамо ќе седиме. Ќе не рушат, ќе правиме ние. Доник дава владата, некои смешналите да живеем како што треба. Еве, министерката ни објавича дека ќе ни дадат контейнери во мој поток. Еве, ќе очекуваме од незе нешто, да ни прави оно. Од контейнерите, нема од каде, немаме другите. Од контейнерите ќе ги наоѓаме, што ќе ги фрлате вие, ние ќе ги земеме. Ќе се облечеме наши деца, ако не, голи ќе седат нашите деца. Јас сум Дженгиз Бериша, доаѓам од Прилеп, дипломиран правник, кој што во иднина се стреми и неговите амбиции се да се запише на последипломски студии на Факултетот за правни науки во Скопје. Образованието пред се за мене представува предизвик, бидејќи во средно образование, кога завршив сообраќајна струка, се соочив со пречки во животот, односно семејни проблеми помеѓу двајцата родители, кои што одлучија да го прекинат својот брак и мораше да изберам некоја друга струнна насока, иако сообраќајната струка ме водеше кон факултет за сообраќајно инженерство или пак факултетот за безбедност во Скопје. Но со цел да ги намалам таквите трошоци, одлучив да се запишам на правен факултет, и тоа во Битола, каде што успешно завршив. Искрено гледав од аспект на тоа дека има дефицит на правници роми во Прилеп. Сватив дека треба некој да служи на својот народ и на својата заедница, со оглед на фактот бидејќи ромскиот народ, односно ромската етничка заедница се соочува со бројни проблеми во пристапот до права и правда. За таа цел исто така активно учествував и се вклучував во активности на невладините организации, каде што зад себе оставам 11 години животно искуство, стекнато знаење, благодарение на истите, заслугата е нивна, каде што 5 години се фокусирав во областа на образование, а 6 години во областа на нудење на бесплатна правна помош. Секогаш знам дека младите луѓе можат да постигнат преку своје образование, надоградување на својот личен и интелектуален интегритет, владејќи ја, односно понесени од самата цврста мотивација. Доколку тоа го има, секој човек може слободно да се унапредува во својата кариера како професионалец. Затоа јас одлучив да бидам адвокат, да ги застапувам граѓаните, со посебен фокус граѓаните од ромската етничка заедница, бидејќи самите се соочуваат со низа на проблеми, каде што им се повредени основните човекови права. Работејќи 6 години во невладина организација која што нуди бесплатна правна помош, често се, како што напоменав, се соочував со животни приказни на лица кои што често има проблеми од социјална заштита и здравствена заштита, каде што станува тесната поврзаност беше со нивното образование, неинформираност, незнаење каде да се обратат, упатат и де факто станува збор за неуки странки. Еминентен е фактот дека секој човек се соочува со пречки и предизвици во животот, но доколку се наоѓаат некои механизми за надминување на тие, верувам дека ќе се постигне посакуваната цел, а со тоа и ќе се помине оној трнлив пат кој што пред секого стои за остварување на некој сон или некоја цел во животот.
Во генерација бев само еден единствен ром. После 2 години се запиша уште еден мој колега кој што студираше на правниот факултет, но мојата цел беше да што повеќе да се зголемува бројот и да не се таргетираат етникумите како со посебен фокус роми, албанци, турци, бидејќи воден од максимата дека живееме во социјално општество, општество каде што сите сме еднакви пред закон и пред се останато, јас секогаш алудирам на поентата за рамноправност. Често клучниот, односно генезата на промени, ја лоцирам токму во креирањето на политичките, односно јавните политики, каде што треба да се вклучуваат исклучиво личности кои што се компетентни и стручни за истото, а не да се вклучуваат личности кои што само ќе бидат само фигура и ќе кажуваат амин на се она што ќе им се налага како прашање или како потреба, без претходно да дискутираат, да дебатираат или со факти, докази и аргументи преку бројните истражувања кои што ги спроведуваат самите организации, експерти и слично. Генералната порака од другата страна, освен државата, за младите ми е дека животот треба да го сватат како свој сојузник и да се справаат во бариерите и пречките со кои што се соочуваат во истиот, дополнително да не застануваат во сегашноста, да мислат на минатото и оние податоци кои што биле и да се повикуваат на тоа како било порано и така треба да останат, туку да се фокусираат на иднината, бидејќи образованието е и смислата за модерното човештво.